Меѓународниот ден на жената е меѓународен празник што се одбележува на 8 март секоја година. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-тиот век. Матама телевизија на сите припаднички на понижниот пол им го честита денешниот празник. Останете со нас, следуваат насловите за денеска. Отворена новата детска градинка во Рионски центар Аеродром. Од 9 до 16 март најголемиот шаховски турнир Опен Карпош. Околу 150 рози беа поделени во општина Бутел. Ке се проширува улицата Маџари во Ченто. Во Рионскиот центар Аеродром се пушти во употреба новоизградениот објект Сонце, кој е клон на детската градинка Буба Мара. Новиот клон, кој се протега на површина од 1670 метри квадратни, ќе бидат згрижени околу 200 деца. Ивана Митковска. Денеска во Рионскиот центар Аеродром свечено беше пуштена во употреба новоизградената градинка Сонце, која е клон на детската градинка Буба Мара. Со отварањето на овој објект ќе има место за згрижување на сите дечиња од општината. Објектот свечено го пуштија во употреба премиерот на Република Македонија Никола Груевски, министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и градоначалникот на општината Аеродром Ивица Коневски. Премиерот Никола Груевски им посака среќно и безгрешно детство на дечињата кои ќе ја посетуваат, а на нивните родители уште многу дечиња. Општината Аеродром е млада општина со доста младо население, со многу нови населби, нови згради, нови брачни парови, а со тоа и многу нови деца. Ваквиот развој на општината раѓа и нови потреби. Една од тие потреби се новите градинки за сместување и едукација на новите генерации. Интересот е голем и веќе има многу пријавени дечиња за оваа градинка. Новата детска градинка е изградена на површина од 1670 метри квадратни, а во неа ќе бидат згрижени 200 дечиња. Со пуштањето во употреба на оваа градинка ќе се реши проблемот со недостатокот на капацитети и повеќе нема да има дечиња кои ќе чекаат да бидат згрижени. Градоначалникот на општината Аеродром посочи дека новата детска градинка ги исполнува сите европски стандарди за ваков вид објекти и е од исклучително значење за најмладата популација на оваа релативно нова населба, но и за нивните родители кои веќе нема да мораат да пешачат во други населби за да ги носат своите деца во градинка. Се работи за градинка која што има капацитет од 200 дечиња. Со пуштањето во употреба на оваа градинка повеќе немаме дечиња во нашата кои што ќе чекаат на списокот за запишување. Тоа е една голема придобивка не само за децата, туку и за нивните родители, кои што од економско-социјален аспект ќе имаат една грижа помалку. Оваа инвестиција го зголемуваме бројот на постоечки 54 градинки во 43 општини, каде што во моментот се згрижени преку 27.000 дечиња. Свеченото отварање на градинката беше збогатено со приредба што ја приредија дечињата од детската градинка Буба Мара. Овој проект општината Аеродром го реализираше во соработка со Министерството за труд и социјална политика, а за нејзината изградба се издвоени 80 милиони денари. Екипите на градот Скопје деновиве ја поставија и 10-та платформа со подземни контейнери од вкупно 14 што ќе се поставуваат во централното градско подрачје на општина Центар. На 5 локации ќе бидат поставени по 4 контейнери, од кои 3 ќе се користат за одлагање мешан отпад, а една за пет амбалажа. А на преостанатите 10 локации ќе се постават по 3 контейнери, 2 за мешовит и 1 за пет амбалажа. Поставувањето на платформите и контейнерите се одвива според планираната динамика и до крајот на месец март ќе се инсталираат и пуштат во употреба сите 15 платформи со вкупно 50 подземни контейнери. Поставени се 2 платформи со по 2 контейнери на 2 локации во општина Чаир. Носител на проектот за поставување подземни контейнери е јавното предпријатие Комунална хигиена, а за негова реализација се издвоени вкупно 33 милиони денари, од кои по 10 милиони инвестираат градот Скопје и општина Центар, а 13 милиони јавното предпријатие Комунална хигиена. Најголемиот шаховски турнир во Македонија е најдобар меѓу првите 5 во Европа, Опен Карпош. Оваа година ќе се одржи по трети пат во организација на општина Карпош и шаховскиот клуб Гамбит Асеко од 9 до 16 март. Елизабета Дамјановска.
На овогодинишниот шаховски турнир Open Karpoš учество ќе земаат 236 шахисти, од кои 50 машки и 4 женски велемајстори. Најмладиот учесник на турнирот има само 8 години и доаѓа од Турција, а од Русија на шаховскиот турнир учество ќе земе и најмладата велемајсторка во светот, која има само 13 години. Наградниот фонд за надпреварот изнесува 20.000 евра, а трошоците за сместувањето на големите шаховски имиња од Аргентина, Турција, Русија, Србија и Бугарија се на сметка на општината. Најголема заинтересираност, како што беше посочено на денешната пресконференција, имало од српската и турската репрезентација. Првата година имавме 70 надпреварувачи, втората година имавме негде околу 120, сега сме веќе на 236 надпреварувачи. 2015 година ги донесеме првите 10 светски играчи на Карпош Опен. Затоа сакаме и организационо, меѓутоа и со искуство да се здобиеме што е можно повеќе и полека но сигурно овој турнир да станува не меѓу петте, туку еден од најсилните турнири во Европа, па и да кажем да се бројува меѓу најсилните турнири во свет. Минатогодишниот победник на Open Karpoš, интернационалниот мајстор Кирил Георгиев, и оваа година ќе биде дел од турнирот, додека пак присуството на најпознатиот шахист на сите времиња Анатолий Карпов е откажано, а како причина се навидува забраната да лета со авион, издадена од неговиот доктор како резултат на влошената здравствена состојба. Организаторите сепак се надеваат дека до крајот на турнирот ќе се појави легендарниот шахист, со што ќе му се даде уште поголемо значење на турнирот. Утре општина Ѓорче Петрово со работка со доктори и специјалисти кои живеат на територијата на општината ќе вршат бесплатни прегледи. 4 медицински екипи ќе мерат шекер во крвта, крвен притисок и општи прегледи за сите заинтересирани. Настанот ќе се случи во Реонскиот парк во Ѓорче Петров, а ќе започне во 10 часот. Градоначалникот на општина Бутел Петра Латиновски денеска по повод празникот на жената 8 март им подели по еден цвет на припадничките на поднежниот пол од општина Бутел. Латиновски околу 150 рози ги подели на двете атрактивни локации, тоа во трговскиот центар во населбата Бутел 1 и Радишани. Андријана Димитриевска. Меѓународниот ден на жената 8 март беше одбележан и во општина Бутел. Актуелниот градоначалник на општината Петре Латиновски денеска излезе меѓу граѓаните и символично им подели по еден цвет на припадничките од понежниот пол. Градоначалникот Латиновски денеска подели околу 150 црвени цветови на припадничките од понежниот пол на две локации во трговскиот центар на населбата Бутел 1 и во трговскиот центар во населбата Радишани. Како што изјави денеска градоначалникот на општината, делењето на рози во општина Бутел е традиција која се негува во општина Бутел повеќе години наназад. Денеска е ден кога сакам да им одадам признание и почит на жените, на женскиот род, затоа што доколку не беа жените, денеска и светот сигурно немаше да постои. Заради тоа борбата денеска исто така символично 8 март означува ден кога жените се борат долго години за остварување на своите права. Меѓутоа, како тргнала работите, најверојатно ќе мораме ние мажите да почнеме да се бориме за своите права, бидејќи во еден добар дел жените ги остварија своите права и во некои сегменти дури ги надмина. Инаку Меѓународниот ден на жената 8 март е меѓународен празник кој се одбележува секоја година. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20 век. Македонија на ова поле стои релативно добро и табуата на оваа тема се во најголем процент надминати. Денеска не постои жена која не сака еден ден поразличен од обичниот. Традиционално кај нас по повод празникот се купува подарок за секоја жена, а најголемиот дел од оние кои подаруваат се одлучуваат на најскромниот и најубавиот подарок цвеќето. Во врска со законот за дополнување на изборниот законник од 26 февруари 2013 година објавен во Службениот весник на Република Македонија и законот за изменување и дополнување на изборниот законник од 2 март 2013 година исто така објавен во Службениот весник, градот Скопје го продолжува рокот за истакнување изборни плакати за дополнително утврдените кандидати за членовите на Советот и кандидати за градоначалници на град Скопје.
Дополнителните барања за добивање право на бесплатно користење место на изборни плакати, организаторите на изборната кампања ги доставуваат до администрацијата на град Скопје, сектор за комунални работи, најдоцна до 12 март до 15:30 часот. Редоследот на истекнување на изборни плакати се определува со ждребка, посебно за секој подносител. Дополнителното ждребување ќе се изврши на 13 март во 10 часот во град Скопје. Проширување и изградба на 4 коловозни ленти на улицата Маџари, од улицата Антон Попов до надвозникот на автопатот. Ветија денеска кандидатите за градоначалници на градот Ига Зибаба, Коца Трајановски и Тони Трајковски. Трајановски на изборите ќе се бори со Бекин Фазлиу од ДП, а Јартан Груби од ДУИ, додека пак Трајковски со Гоце Делчев од СДУ и Борче Стефановски од Здружената опозиција. Хаосот на улицата Маџари во Ченто од крстосницата со улицата Антон Попов па се до надвозникот на автопатот ќе се решава со проширување на ова тесно грло. Ова денеска го најавија кандидатите за градоначалници на град Скопје и општина Газибаба од коалицијата за подобра Македонија, Коце Трајановски и Тони Трајковски. Со проширувањето оваа улица ќе добие 4 коловозни ленти, по 2 во двата правци, со што ќе се добие поголема проточност во сообраќајот. Реконструкцијата ќе се одвива во 2 фази. Првата фаза ќе се одвива од улицата Антон Попов до улицата Финска, а понатаму како ќе се решаваат имотно-правните односи, така ќе се извршува реконструкцијата. Трајановски додаде дека покрај овој проект во населбата Ченто ќе се реши и деценискиот проблем со фекалната канализација. Крак од фекалната канализација од препумпната станица овде во Маџари, преку Тумба Маџари до делот на фекалната канализација кој што оди од Стајковци, Инџиково према Вардар, и со тоа ќе се реши еден долгогодишен или децениски проблем на населбата Ченто. Трајковски пак вети дека во овој дел ќе се реши и проблемот со паркирањето, со проширување на паркиралиштата пред поликлиниката спроти пазарот. Спроти пазарчето се планира и проширување на просторот за паркирање на возилата, покрај уредување на сообраќајот на улицата Маџари, во голема мера влијание игра и паркирањето на овој простор, затоа една од можните локации е тука до самата амбуланта, во тој простор не е планирано да изградиме еден паркинг простор. Општина Центар ќе инвестира во нова инфраструктура на локалитетот Ново Мало. За ова денеска информираше кандидатот за градоначалник на општина Центар од ВМРО ДПМНЕ Владимир Тодорович. Со оглед дека урбанистичкиот план кој неодамна е донесен, обврска како локална самоуправа што ќе имаат во наредниот период е изградба на нови сообраќајници, на кои претходно ќе има поставено атмосферски, фекални и други инфраструктурни решенија, осветлување, тротоари и урбана опрема, рече Тодорович. Тој нагласи дека висината на инвестицијата која што општината ја предвидува, иако се уште нема детални проекти, се движи од 42 милиони денари па нагоре, со оглед дека во тие калкулации првично не се присметани висината на уредувањето на урбаните површини како урбана опрема. Тодорович додаде дека се работи за локалитетот од Олимписки базен па до шопинг центарот Веро. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Одиграни првите надпревари од осмина финалето од Лигата на Европа. Московски музеј организира ретроспектива на делата на македонскиот режисер Милчо Манчевски. Одиграни се првите надпревари од осмина финалето од Лигата на Европа. Тотенхем во дербито го декласираше Интер со 3:0. Веднаш по рекламите се и спортските вести.